И во крајна линија најлошото е затоа што ВМРО нема соодветно добри резултати во однос на тоа колку е катастрофална политиката на СДСМ. Се она што се случи после подпишувањето на Преспанскиот договор во Грција резултираше што падна Ципрас многу брзо и се смени власта, која што прво се закануваше со дисконтинуитет, но подосна се утврди дека се постави некаков вид на континуитет. Меѓутоа последиците беа завршување на кариерата на Ципрас. Тоа требаше да се случи и во Македонија, бидејќи такви драматични работи се случија што не беа всушност ни поддржани од мнозинството од народот, не подсетувам на референдумот и така натаму. Но сето тоа не беше канализирано, нити пак префрлено на контото на Мицковски. Значи, во најмала рака е смешно, трагикомично, да се представува како некаква победа во собранието, собирањето на овие 61, кога знаеме дека лани на сите билборди из Македонија го гледат на Мицковски како премиер, значи он се представи како премиер, односно кандидат, нели, некаков шпицен премиер, измисли нова кованица во политичката теорија, и таквиот шпицен премиер не беше изберен. Значи ги изгуби изборите. Губењето на изборите и сега превртувањето на казната против Заев на локално ниво на брзина во 61 по било која основа доведува до што доведе. Дури се плашам дека ако не успеат да изведат 61 за да ја собрат главата на Заев, тоа ќе треба веројатно натрешните структури или одредена стимулација од Будимпешта може да побараат и да се размисли за промена на Мицковски внатре. Знаете дека тој се спрема за Конгрес. Можно е да е едно од брзањата негово лизгање пред Конгресот за да биде сменет на брзина.